Универзитетот Гоце Делчев го отвори системот за електронско аплицирање на заинтересираните средношколци за запишување на некои од нивните факултети. За оваа учебна година УГД има слободни вкупно 3982 места. Од нив за редовни студенти во државна квота се 2236, 976 редовни со кофинансирање и 770 вонредни студенти. Моментално имаме некаде околу 7000 активни студенти на сите циклуси, генерално на прв циклус студија таа бројка, 7000 активни студенти, странски се околу 400-500 активни студенти и уште 400-500 што студираат, односно се подготвуваат, имаат подготвителна настава на македонски јазик и се подготвуваат да се запишат во оваа учебна година. Значи околу 1000-1100 е вкупниот број на странски студенти во Штип моментално. Па ако ги следиме бројките на студенти кои што веќе се тука и учат македонски јазик за да се запишат, таа бројка би требало да биде као и минатите години, некаде околу 400 студенти има вкупна бројка, од нив не се запишуваат сите, веројатно околу 200 ќе поминат на 200-300. Не може точно да се каже тоа и на кои факултети ќе бидат. Најголем интерес има од странските студенти за факултетот за медицински науки и веројатно бројките би биле слични како лани. Првиот уписен рок е на 21, 22, 23 и 24 август, вториот на 6 и 7 септември, а третиот на 18 и 19 септември. Заинтересираните за упис веќе може да аплицираат преку електронската платформа на веб страницата на УГД, а оригиналните документи ќе ги достават во деновите на уписот. Генерално на техничките факултети таа бројка е речиси сите што сакаат. Речиси сите студенти кои што имаат желба, пројавуваат интерес, имаме начин да бидат вклучени во работа на проекти и сите се вклучени. За другите факултети тоа зависи од нив, меѓутоа голем дел од студентите имаат можност, речиси е неограничен, сите што имаат интерес им обезбедуваме некој начин да ги поврземе или со компании или со институции кои што може да реализираат соодветна пракса. И за разлика од порано, сега и компаниите, институциите се проактивни у тој однос. Порано ние ги молевме, сега напротив тие покажуваат интереси, компаниите или институциите бараат студенти за пракса, им даваат договори за соработка или на конкретни проекти ги вклучуваат во активности. Драстично е променет тој однос и верувам дека тоа ќе резултира и со поголем квалитет на студентите и компаниите ќе имаат бенефит бидејќи ќе може да се изберат добри идни кадри. Се очекува најголем интерес да има на факултетот за медицински науки, а се зголемува и бројот на студиски програми на англиски јазик. И годинава УГД ќе ги ослободи од плаќање партиципација во прва година најдобро рангираните кандидати на факултетите.